Би сакала при самиот крај да прашам каква кампања очекувате, веќе почна изборната кампања и за кој Александра Трајановски ќе гласаат граѓаните, за оној советникот од град Скопје или можеби? Видете, јас не сум поразличен од оној што беше вчера и што ќе бидам утре на седницата на Советот, тоа ви го кажав јас, без разлика од моите разидување со колегите советници од ВМРО-ДПМН, јас останав конзистентен на оно што го ветивме заедно пред граѓаните, вклучувајќи го и со градоначалничката Даниела Арсовска. Мислам дека кај нас многу и луѓето и дел од политичарите, особено членовите на Совет, не прават дистинкција од институцијата градоначалник и лицето кое што ја врши функцијата. Значи, јас ако сум се нафатил да ја вршам функцијата советник во градот Скопје и сум ја добил довербата, јас таа институција Совет морам да ја почитувам, пошто за таа функција добивам исто така надомест месечен паушал. Никогаш не сум си заменал од седница, сум присуствувал и болен. Имаме колеги советници кои што доаѓаат, потпишуваат и си одат. Тоа доколку ме прашате и доколку ја добил довербата од граѓаните, уште во првите месец дена би го сменил деловникот за работа, затоа што тоа е стварно крајно непочитување прво према граѓаните, буџетските средства кои што ги трошите, а тоа се нивни, и сега кон институциите Совет на град Скопје и градоначалник.